Адвокатите на Кумановската група тврдат дека продолжува малтретирањето на нивните клиенти кои повеќе од една година се во притвор. Според нив, оваа пракса е континуирана, а докази како што тврдат беа споменати на последното судско рочиште минатата недела. Уште додаваат дека притворените се малтретирани и во текот на транспортот од затворот до судница. Малтретими пред тако зуарве. Малтретирањето на обвинетите овие што јас ги представувам, но и на другите е евидентно. Тоа трае од денот на приведување, се до последното рочиште. Немало рочишта, а никој од обвинетите да не се пожали на малтретирање и тортура. Министерот за правда Валде Џафери вели дека има информација директно од затворите дека овие тврдења не се точни, односно дека притворените се третираат според законите. Контактирав директно со сите затвори, каде што се сместени притворените, со адвокатите што ги представуваат, со затворите од Скопје, Прилеп и Битола. Сите потврдуваат дека притворените не се малтретираат и нивното третирање е во законски рамки. Исто така од страна на адвокатите е потврдено дека притворените не се малтретирани и не е извршена тортура врз нив. Но адвокатот Насер Рауфи е категоричен, никогаш не бил контактиран од ниту еден министер. Не сум бил ниту еднаш контактиран од Министерот за внатрешни или Министерот за правда и никој не изјавил дека приведените не се малтретираат. Адвокатот Мефил Аслани вели дека очекуваат од судот извештај кој ќе потврди дека затворениците се малтретирани. Тој додава дека ќе биде подигнато обвинение против затворските службеници кои употребиле прекумерна сила и ги злоупотребиле службените овластувања. Судот информираше дека во предходното рочиште се потврдени физички малтретирања на двајца притворници, каде што се констатирани телесни повреди. Таа констатација или извештај од страна на лекарите е предаден во судот. За многу кратко време ќе го побараме тој извештај, за да поднесеме кривична пријава против лицата што извршиле малтретирање и злоупотреба на службените овластувања. На последното рочиште 4 притвореници од Кумановската група што се обвинети за случувањето од 9 и 10 мај минатата година во Диво населје побараа лекарска помош. Тие велат дека се жртви на насилство, посебно како што велат во текот на транспортот од затворот во судот. Загриженост за нивно малтретирање изразил и омбудсманот кој побарал повеќе детали од МВР и од Министерството за правда.